Добар ден. Во петокот на пресконференција, Министерот за финансии најави дека се изработени и доставени за усвојување од страна на Собранието на Република Македонија неколку клучни документи од фискалната област. Значи имаме завршна сметка за буџетот за 2012 година, ребаланс на буџетот за 2013 година, предлог буџет за 2014 година, среднорочна фискална стратегија до 2016 година. Во оваа пригода ќе се осврнеме на наодите кои беа искажани на таа пресконференција во однос на завршната сметка за буџетот за 2012 година и за ребалансот за буџетот за оваа година. Завршната сметка за буџетот за 2012 година веќе е задоцнета речиси 3 месеци. Тоа представува прекршување на закон. Заради избегнување на ваква практика во иднина, и тоа во услови на целосно отсуство на морална и политичка одговорност од страна на оваа влада, СДСМ го повторува ставот за потребата од кривично санкционирање на ваквите постапки во иднина. Владата се изјасни дека досењето со завршната сметка било заради технички причини. СДСМ смета дека барањето на такво оправдување од страна на владата представува многу срамен чин, кој не идоликува на владата. Согласно податоци објавени на официјалната интернет страница на Министерството за финансии, буџетскиот дефицит во 2012 година е поголем од дозволениот за над 90 милиони евра. При тоа, она што е најважно, е фактот дека тој долг е направен без дозвола на Собранието, без да биде претходно поминат на Собрание, која е единствената надлежна институција за задолжување. И покрај сите желби на владата за минимизирање на тоа прашање, од тоа сега нема бегање. СДСМ смета дека и за тоа треба да постои кривична одговорност. СДСМ им укажува на пратениците во Собранието дека сегашното усвојување на завршната сметка ќе представува легализирање на кршењето на законот. Затоа СДСМ ги повикува пратениците да не ја прифатат завршната сметка за буџетот за 2012 година. Во однос на ребалансот на буџетот за 2013 година, прво, добро е што владата ја послуша опозицијата и направи ребаланс. Тој е неопходен, како што ние укажавме уште пред 3 месеци. Но, СДСМ смета дека треба да се направи ребаланс со намалување на непотребните расходи за оваа година, а не со зголемување на дефицитот, односно на долгот, на речиси 4% од бруто домашниот производ. Зголемувањето на дефицитот секако, кој е веќе преголем, потврдува дека прво, приходите во буџетот за 2013 година биле нереално испланирани и тие не може да се остварат. Ребалансот исто така потврдува дека владата нема намера да се откаже од своите намери за раскалашено трошење на огромни суми пари на граѓаните. Оваа политика на владата единствено представува продолжување на политиката на задолжување на државата. Затоа СДСМ го повторува прашањето: дали некој во оваа влада воопшто има совест? Свесни ли се дека задолжувањата на долг рок ја водат државата директно во финансиски колапс? Оваа реакција представува почеток на дебатата во однос на наведените фискални документи. Сигурно ќе имаме многу можности изјаснување по нив. А дека представник на владата ќе се осмели да излезе на отворена дебата, на која повторно повикуваме, не веруваме дека ќе се случи. Благодарам.